Гледате Трилинг, за речиси неполна година, трета смена во Републичкиот судски совет. Црвенковска си поднесе оставка, Весна Дамева почистички беше разрешена. И од неодамна председател на Републичкиот судски совет е Сашко Ѓорѓиев. Судија кривичар од Штип. Околу најновите случувања во судскиот совет, кои на некој начин создадоа хаос, а и помалку фрлија дамка врз работата на целокупниот правосуден систем. Во ова издание на Трилинг гостин ќе биде токму председателот на судскиот совет Сашко Ѓорѓиев. Господин Ѓорѓиев, на стартот, ќе преиспитате одлуката во однос на транспарентноста кон медиумите, ќе ги отворите ли вратите за присуство на сите медиуми на седниците на судскиот совет? Може би сме сгрешили. Може би прифаќаме дека сме сгрешили. Веќе на не наредната седница, на продолжувањето на седницата, која што беше прекината поради истек на работно време, наредниот ден беа отворени, советот беше отворен за медиумите, беа присутни камерите, снима, дававме изјави. Значи, повторно ќе потенцирам, мене транспарентноста како судија, како председател на судскиот совет, ми е предизвик. Ќе се надобрзам на транспарентноста. Значи, само ќе кажам дека, додека некој не критикува, може би и со право, додека не представуваат во некаква свое видување, ние работиме. Јас само ќе потенцирам дека веќе е објавено на сајтот за понеделник, тоа е 22 мај, веќе ни е закажана нова седница на советот. Дали на новата седница ќе дозволите присуство на сите медиуми? Апсолутно. Нема никаков проблем. Генерално дали судскиот совет е претворен во експозитура на партиски, политички и бизнис влијанија? Вашите претходнички, Црвенковска, обвинуваше дека се соочува со политички деловни влијанија. Вашата претходничка Весна Дамева се повлече на излезот од салата, рече дека допрва ќе види јавноста со какви проблеми и притисоци се соочувало ова судско тело. Јас сум судија. Оваа позиција и моето членство во судскиот совет како судија, јас тоа така го сваќам, е голема одговорноста. Како судија и настапувам како судија, мора да ви кажам дека за мене лично, како Сашко Ѓорѓиев, како председател, како судија, ниту сум имал влијание, ниту сум дозволил да имам влијание, ама да кажем уште една работа. Ниту имам понуда за влијание. Тоа мора да ме разбере јавноста. Јас немам понуда за влијание за да прифатам влијание. И мора да го кажам и тоа, за јавноста и за моите колеги. Доколку некој, колега судија или колега од моите редови од судскиот совет, има такви влијание, јавно го повикувам, да ми го пријави тоа. Јас веднаш ќе преземам веднаш мерки да го решам како проблем, ќе го пријавам пред надлежни институции, а искрено ви кажувам, пред новинарите ќе го објавам тоа. Тоа го чувствувам како јавност, како транспарентност за да барам поддршка да се заштитиме од такви влијанија. Господин Ѓорѓиев, тврдењата на Црвенковска и на Дамева за политички бизнис влијанија остануваат да лепдат во судскиот совет. Не барате одговорност нивна, не барате нивно разрешување, остануваат да бидат дел од судскиот совет, да примаат помеѓу 1500, по моите информации, помеѓу 1500 и 2500 евра плата и никому ништо. Дали работата всушност на судскиот совет го на некој начин фрла и целост дамка и врз целокупниот правосуден систем? Повторно ќе потенцирам. Значи, може би виси тоа прашање. Како за јавноста, за новинарите, за граѓаните и за мене. Ќе ви кажам и за мене, многу искрено. Тоа се мои колеги кои што ние заедно работиме таму. Но има една работа. Морате лично да ги прашате за овие прашања. Тие се функционери како што сум и јас во таа форма на судскиот совет, како и јас. Кај ме повикавте, дојдов, давам изјава. Господин Ѓорѓиев, зошто како претседател на судскиот совет не ги повикате на состанок вашите претходнички и не ги прашате лично и да побарате од нив да се произнесат на затворена седница, нека биде, кој се тоа влијае врз работата на судскиот совет? Во наредна најскоро време ќе
Тоа е предизвик за мене. Ќе разговарам со колешките. Нема проблем да ако имаат храброст да си го кажат тоа. Морам да кажам уште една работа во овој дел. Повторно ќе тргнам од тоа. Јас сум судија и како одговорност е мојата судиска одговорност. Колешките што ги исполнуваме се истакнати правници од избрани од редот на собрание. И тука тие лично треба да си го кажат својот проблем, а од друга страна јас како судија и како председател ќе најдам начин да ги заштитам, доколку има такви влијанија, но треба да соработуваат, треба да си го кажат тоа што го мислат. Вака испадна дека и едната, односно и Црвенковска, и Дамева, значи нафрлија нешто пред медиумите и сега затворени како кутија. Треба да се каже тоа, да се каже што е проблемот. Господин Георгиев, дали подпредседателот ја активираше најавената оставка или само ја оствари дадената задача да создаде помалку хаос во судскиот систем, да биде разрешена Весна Дамева, а во позадина да биде заштитен судијата Беџети, кој долго време го држеше во фиока предметот против Сашо Мијалков со цел таргет тврдина да застари. Значи вака, подносно ова прашање само ќе истакнам дека јас сум избран на 4 мај за председател на Судскиот совет. Од тогаш, наваму јас ја преземам одговорноста за законитоста на работењето во Судскиот совет. Прв меѓу еднаквите, но јас работам со седниците, покрај тоа што го представувам советот, нели, ги ставам точките на дневен ред кои што поминуваат на седница на совет и сите останати работи кои што јас ги представувам, јас ги раководам. Прв меѓу еднаквите, момент само, ќе го појаснам тоа. Значи, за претходно, како ме прашавте за заменикот и за председателката претходно за сите овие настани, јас како член на Судски совет сум дел од тоа тело, но не сум бил нити заменик, нити председател. По однос на прашањето што ме прашавте, дека дали оставката е депонирана, тоа е факт, тоа е познато, може да го проверите. Депонирана на заменикот председател? Да, во советот е оставката, со одложена примена на оставката, констатација од причина што треба во отсуство кога е разрешен председателот, заменикот согласно законот за Судски совет, сите овие мои назначувања како нов председател, значи веќе ви кажам, јас се уште не сум депонирал подпис заради административни работи со токинг, со сето тоа во службите и во процедура е, дававме изјава кај нотар, значи целата таа процедура се работи на тоа и јас очекувам дека нешто ми невува дека 9 за ден, 2, 3, значи тоа не е спорно тоа е факт, тоа е аргумент, тоа е хартија која што е приложена во совет, да не се сомневаме во тоа не е спорно прашање и дека очекувам најверојатно наредна недела ќе имаме ние седница за избор на заменик председател согласно законот за Судски совет. Господин Георгиев, кога ќе ги разрешите судиите кои ги кријат во фиока предметите, случаите кои свесно застаруваат, предмети кои се враќаат одново на преиспитување? Одговорност, постапка за одговорност на судија или председател на суд. Одговорноста по однос на некои судии кои што вие ги исполнувате, морам да кажам дека тоа е доверлив карактер согласно законот, но јас ќе речам само дека на првата седница, која што јас располагав со неа, јас раководев со оваа седница. Тоа беше, значи на 9, така мислам дека беше терминот, мај, која што јас ја продолжив оваа седница. Формирани се комисиите. Не кажувам имиња, не смеам да ги кажам имињата согласно тоа дека е во законот ограничено. Но ја повикувам јавноста да верува на сето, неодговорно го тврдам ова. Значи како судија ова го кажувам. И како председател на судот, на советот, но и како судија го кажувам ова. Тежината и одговорноста, земете ме на одговорност ако не ја зборувам вистината. Можеби ќе треба, пошто толку е тоа сензитивно прашање, како причина за настаните во Судскиот совет. Јас ставам, верувате, голем прашалник. Ние знаеме што е проблемот. Дали тоа така се наметна од новинари, дали од некои извори, ја не можам да кажам. Но, тоа е моје мнение. Само ќе потенцирам дека во целата ситуација. Го повикувам, нека дојде, ако некој се сомнева во сето тоа работење, како се работело, што се работело, па имаме ние надлежни институции за таа работа. Имаме инспекцијски совет, комисии, како доаѓа тоа. Да види како е работено во Судскиот совет, дали е законито работено или не е работено законски. Во делот на процедурата, во делот на евидентирањето на сите тие такви сензитивни прашања и сензитивни постапки. Повелете.
Господин Георгиев, правниците реагираат дека судскиот совет е единствена институција која не одговара никому. Дали е потребна измена на законодавството и промена на начинот на функционирање на судскиот совет? Велиме, никаде не одговараат, нема никаква одговорност. Повторно ќе речам, значи и тоа го тврдам дека е така. Како судија одговарам. Јас одговарам како судија. Сега ќе речете каква е таа одговорност? Одговорност пред сам себе како судија, одговорност пред моите колеги. Јас сум избран од колеги, ја ги представувам колегите судии. И нема неодговорност. Во законот постои пропишена можност од законот 2019 година дека може да има одговорност. Се прави исклучиво меѓу членовите на судскиот совет. Помалку во јавноста превладува мислењето дека меѓу вас, натре во судскиот совет постои меѓусебно заштитништво. Јас како судија сум бил и јас критичар на судскиот совет. Тоа го знаат моите колеги. Судиите го знаат тоа што мене ме познаваат лично. Само дозволете. Јас бев еден од најголемите критичари токму на вакви сензитивни прашања за судскиот совет, кога сум бил јас судија, односно за судскиот совет пред мене. Тоа го знае јавноста. Тие колеги што мене ме бираа, тоа многу добро го знаат дека јас сум ги критикувал за некои работи. Не престанав да ги критикувам, па јас сум само критичен за многу работи за нашата работа, се разбереме. Но има една работа. Дека во целата ситуација ние сме еден сложен систем на советот, каде што имаме мнозинство од редот на судиите, каде што имаме представници од редот на собрание, предложени од делот председателот на државата. Сето тоа, ќе речам дека е сложен систем, нема дилема, но има една работа. Одговорноста на секој поединечно и колективно и поединечно е многу јасна. Ги знаат граѓаните, колегите знаат Сашко, колегата или било кој друг колега како одлучувал, како постапувал. Од тука ја гледам одговорноста. Дали е формално пропишена одговорноста во закон и дали тоа стои законска, тоа е плюс одговорност, процедурална одговорност, но јас имам одговорност пред колегите кои што и уште една работа ќе кажа да го потенцирам и тоа сакам. Почитуван Чомовски. Јас сум судија кој што се тоа ќе заврши. Уште година и пол јас сум тука. Се враќам, јас ќе бидам судија. Се гледам таму кај што сум почнал. Пазете, тука е одговорноста пред моите колеги што утре треба да продолжам да работам. Имам уште 15 години до работен стаж. Тука е мојата одговорност. Одговорноста тука ја гледам. Кога јас ќе се вратам и кои резултати ги постигнеме, што постигнеме, тука ќе се соочам со мојата одговорност. А затоа тоа ми тежи повеќе некош и од било која друга одговорност. Господин Георгиев, сега го имате на увид и вие и сите членови на судскиот совет писмото од американската амбасадорка Агеле. Јасна ви е состојбата во правосудниот систем, најниска е довербата кај делителите на правдата и кај севкупниот и во обвинителството и во судството. Која доведе ваквата лоша слика во македонскиот правосуден систем? Господин Чомовски, вака ќе кажам. Исто така, ова е моја анализа, верувам дека сум во право. Но не мора да значи. Сум работа, ви кажам, како адвокат, сум работа како судија, имам доволно искуство од правната работа во правосудството. И сега видите, се створи едно такво мнение. Веројатно, судството има свој придонес за таквото мнение. Со ниска доверба, со состојбе во судството и сето тоа. Јас вака само ќе кажам, дека најпрвин ќе се согласам дека не ни се добри работиве во делот на довербата и дека на тоа мораме да работиме. И тоа многу брзо и многу веднаш, не утре, веднаш. Тоа е една работа. Втора работа. Во делот на сите проблеми во системот, во општеството, неизбежно е дека тоа се одразува и во судството. Тоа неизбежно. Значи, јас само ќе кажам дека тоа што го спомнавте како допис, односно писмо кое што така во јавноста тоа се детектирани проблеми кои што сите ги знаеме од нашата фела. Тоа се проблеми кои што секојдневно соочуваме со таквите проблеми во работењето. Довербата. Ја враќаме, односно се изгубиле можеби со интегритетот, со работата, со резултатите. Сега се поставува прашање што ќе направиме, што ќе преземеме.
Господин Значи, Георгиев, тука е проблемот ве што... Да. Ве молам, господин Георгиев, се обидувате да ја релативизирате оценката на американската амбасадорка А. Гелер. Има директни критики на адреса на апелациониот суд, на работата. Имаат меѓународните партнери забелешки во однос на делењето на правда, бавноста на правдата, дека дел од судиите неажурно постапуваат. И вие велите дека состојбата не е од денес. Кој е виновен за ваквата состојба во правосудниот систем, ме прашувам? Виновни се сите системски проблеми што доведоа до таква состојба. Тоа морам да го тоа мојата перцепција за таквата состојба. Но се тоа што го спомнувате како состојба за апелационите судови, односно за високите судови, да ги кажеме второстепени, високи, па и Врховен суд како највисок суд. Таа состојба е многу видлива дека состојбата за некои сензитивни предмети така се развлече временски и немаше одговор. Па јас сум критичен во тој дел. И вие не барате одговорност од судиите? Како не бараме одговорност? Како не бараме одговорност? Зошто не ги разрешите? Сега како да кажеме да ги разрешиме, затоа реков дека имаме постапки кои што се работи. И да бидеме на чисто почитувани. Не имаме постапки кои што водиме токму заради вакви или слични проблеми во судството. Од друга страна, имаме состојби кога што, ако се вратиме назад, имаме голем број на разрешувања, па тоа разрешување не е од, сигурно има причини, токму од вакви причини. Мора да кажем уште една работа, многу битна. Имаме проблеми во бројот на сега одговорот на проблематиката која гледаме од една страна, не ги бранам. Тука за сензитивни предмети мора да имат приоритет, притворски предмети апсолутно приоритет, но состојбата во судството е и од друга страна дека со намален кадар. Имаме проблем со десеткувани или на 50% немаме бројченост на суди токму во овие суди што исполнуваат. И сега проблемот е ако кажеме дека колку предмети имаат овие суди и од кои причини дошле до таквата состојба, верувате и тоа е за реално прашање за размислување. Но во секој случај како судија и како претседател на судскиот совет немам дилема дека притворски предмети, односно сензитивни предмети за јавноста, па и за мене како граѓанин, докаде е тој предмет, не смееш да се дозволи да се чека толку време. Тоа немам дилема. Господин Георгиев, на крајот кога го договаравме ова интервју ми рековте да ги охрабриме судиите дека не е се така црно. Сега ве прашувам по кој закон ја разрешивте вашата претходничка Весна Дамева, за која и вие лично гласавте за нејзина смена? Да, јас сум еден од тие колеги кои што на седница на совет прво се изгласа точка на дневен ред за разредување меѓу човечки односи во советот и од друга страна, да, точно после дискусијата од 2-3 часа колку имаш дискусија, каде што на очиглед на јавноста беше присутна јавноста, камерите и сета таа дискусија каде што се водеше најмногу меѓу заменикот на претседателот на советот и претседателката директно. Јас бев еден од членовите кои што го следев тоа и дава своји дискусии, своји размислувања. Само ќе кажам, ќе истакнам дека во таквата состојба, јас ќе се вратам малку назад, дека каде го гледам проблемот во целата оваа состојба, значи го гледам некогаш и во решението кое што еве Уставен суд го реши на некој начин со тоа што во месец март 23 година утврди дека е незаконито, неуставно, член 8 од Закон за судски совет, дека може заменик на претседателот и заменикот на судскиот совет да бидат само од редот на собранието, избрани овие колеги од собранието. Беше дискриминаторски во однос на судиите. И сега замислете, ние имаме состојба каде што да, претседателот е прв меѓу еднаквите, но го представува, ја креира динамиката на работата, плановите за работа, меѓучовечките односи и се друго, прво одговорен е претседателот. И сега замислете, ние бевме ограничени Значи, на дискусија за меѓучовечки... Пресудно беше за да биде разрешена господјата Весна Дамева нарушените меѓучовечки односи и нејзиното неискуство како судија. Јас вака ќе кажам, пресудно за мене пресудно тоа што го гледав таму, од тоа што работам секојдневно со тие колеги. Значи, верувајте дека да бидеш лидер, треба да дадеш многу од себе, посветеност, уедначеност, коректност.
Према сите, не према одредена група, а према другите да бидеш маргинизиран. Значи многу сме сложени. Имаме тука национални прашања каде што имаме нели од колеги кои што се од албанска националност, јас сум влав по националност, треба и за мене внимание во тој дел кој гледаме, значи работиме генерално во секој многу сензитивна средина. И сега пазете, ако јас сум сега. И јас замислете, ако јас настапувам со некакви блокови, со некакви групирања, па пазете како тоа можеш да функционираш, какви резултати имаш. Господине Георгиев, ви благодарам за издвоеното време и за првото гостување во ТВ магазинот Триленк. Ова е ваш прво интервју за Триленка и севкупно. Господин Чаунски, јас само ќе кажам уште една работа. Влегов, се нафатив да ја преземам одговорност во еден многу сензитивен период, во еден многу чувствителен период, како во состојбата во Советот, каде што не е предизвик, туку е храброст. Ова јас го чувствувам како храброст. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на довербата и благодарам на можноста да се искажеме. Поштовани гледачи, тоа беше Сашко Георгиев, председател на Судскиот совет, а по кратката пауза во емисијата гостин ќе биде директорката на Управата за јавни приходи и заменик председателка на СДСМ Сања Лукаровска. Следете на